أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалноста му припадува само на Аллах џеле шану, затоа што само Аллах џеле шану е достоен да му се прави фала. Салавату селам од мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Секој еден од нас, секој еден верник, секој еден муслиман имате една голема мисија во неговиот живот, голема наредба, голема обврска во неговиот живот. Која е таа мисија во животот на еден верник или во животот на една фамилија, во животот на еден брачен пар? Таа мисија е да одгоет добро семејство, да одгоет добри деца. Под ова добри деца се подразбира тојве деца да бидат одгојани во оквирот, во рамките на исламот, да ја позивнаат Аллаховата вера, да знаат што им е наредено и што им е забрането. И во Куран не дошло како овај ајет што ќе го кажеме со ваква наредба, освен за семејството. Ја ејухеллезина амену ку анфусекум ва ахликум нара. Овие што верувате, спасете се вие и вашето семејство од огнон на џехеннем. Не дошло спасете се вие и вашите комши, вие и вашите не знам кој. Спасете се од огнон на џехеннем вие и вашето семејство. Денеска еден од пропустите, еден од слабите стубови на умметот, од отворените врати од кај не напаѓаат шејтан со неговата банда, се токму оваа младина. Која младина е главната сила, движечка на еден уммет, на една заедница. И денеска овдека попуштил умметот. Сме забораиле на оваа голема наредба од Аллах џеле шану, спасете се вие и вашето семејство. Денеска гледаме како ова младина ги одгавјат, ги гајат улицата. Ги прави тербијет социјалните мрежи. Од кога? Од 6-7 месеци може би. За родителите да немаат обврска, му дадат телефон на тоа мало дете и тоа се занимават со тоа. Ова е голем пропуст за умметот, за фамилија една. Џаба ти е да имаш се, ако немаш добро одгојани деца. Гледај, еден пример само. Денеска ние сме сведоци овај летен период, во 2 сатот можеш да слушнеш како деца од 7-8 години се надвор. Како да се без родители. Каде се овие родители кога овие деца не го барат 7-8 години во 2-3 сатот, викат по улица лом правит? Какви родители се овие? Каква грижа имаат за овие деца? И што ќе бидат овие деца утре? Ќе дојдат во толку касно, ќе легнете, ќе станат повторно 60% од денот заминал. Овај летен период, кога децата не одат школа, кога имаат слободно време во наводници, тие се пуштени на свое, без да имаат обврски. Верникот не сме да дозволи двака да бидат неговите деца. Овај период од 3 месеци треба да го искористи во добро одгојување на неговите деца, во надградување на неговите деца. Број 1 во овај период да бидат во мектеп, да учи што повеќе за верата. Број 2 да бидат во некој курс, да не биде слободно цел ден. Да бидат во пливање, во карате, во не знам што, во компјутери, во информатика, да бидат плюс некаде овие 3 месеци да се искористат. Зошто се така тие деца до 3 во улица? Затоа што има многу слободно време. Ако ова дете би станало повторно во 8 сабајле и би имало обврски во денов, треба да дојде во курс по англиски, треба да дојде одрушек во мектеп, треба да научи Куран, треба да научи ова, вечер ќе заспиет како јагне. После јација или пред јација иште ќе заспиет како јагне. Сакаме да одгоиме, сакаме да бидеме добри верници, ама без нашиве деца.
Сакаме да дојме во дрз да слушниме нешто, ама нашите деца не, нека се во улица. Ова е грешка. Уммето не се гради на овој начин. Тие први генерации вложиле се што поседовале во одгој, во тербиет, во добро одгојување на нивните деца. И поради тоа станале тие први генерации, станале први во секоја една наука. На секоја една наука тие први генерации ги удриле темелите. На медицина, на географија, на историја, на што сакаш. Кога сакаш наука, гледај првите што ги поставиле тие темели се муслиманите. Зошто? Поради причината што тие вложиле се во тербиет на нивните деца. О, ти што си родител, ти не си само обврзан да им донесиш јадење и пиење на твоите деца. Ова ти е обврска, ама не ти е само ова обврска. Ти имаш и други обврски. Не смеш да не знаеш каде ти е детето. Не смеш. Не смеш да не знаеш каде ти е детето, Ани. Вика, што да правам, може и нема намаз, син ми 18 години, нема намаз. Требало да си правел кога имало 7 или помалу години. Дали си го поучил во 7 години со намаз? Вели пегамбер сам, кога детето наполни 7 години, поучете го со намаз. Кога наполни 10 и удрете го, не да го оштетиш. Да му кажеш, о синко, о черко, ова е најозбилната работа. Ова е момент кога тоа младо филис, младо дрво, се мести како сакаш ти да расти. Овдека е тоа кога имаш ти отворени раце во тој одгој. Имаш отворени раце. Не после да кукаме утре, да се правиме пишман утре. Труди се твоето дете да биде подобро во сите сфери од тебе. Само родителот му го посакува на детето вакво нешто му посакуваат. Да биде поуспешно од него во сите сфери на животот. Не само во сите. Немој да му го кроиш планот на твоето дете само да направи 18 години и да го пуштам да работат, да ми носит пари. Не ме труди се да го направиш твоето дете да биде доктор, да биде инженер, да биде оператор, да биде хафиз, муалим, мучтехид. Вакви амбиции имај за твоето дете. Да биде подобро во секоја сфера од тебе. Зубер ибн Авам го донеса неговиот син Абдула ибн Зубер, ке пегамбер сам 7 години имаше, му рече, ја Расулулла, го донесав Абдула, кај тебе да ти прави беа на послушност на ислам. И му рече, ја Расулулла, све што е дојдено од Куран до сега, све знај на памет, хифз. Аллаху акбар. Немој да ги одгоиме нашите деца по тој бонтон што е денеска тоа модерно. Тоа што нудат тие социјални мрежи. Немој, кој е во можност, не му давај телефон на твоето дете додека порасти многу големо. Колку можеш? 10-15 години ако можеш, не му давај телефон. Ова е една од најопасните работи во ова денешно време. Зошто тие што ги измислиле тие телефони, тие што ги измислиле тие социјални мрежи, тие самите кажуваат дека нивните деца немаат телефон. Зошто? Зашто знаат дека тоа е опасност. Тоа е најголема опасност. И поради оваа причина биди внимателен добро. Зошто? Џаба ти е да имаш пари, дујна, куќа, кола, ако немаш деца. Ако овие деца утре тебе те однесет во дом за стари, ако овие деца утре не ти правят хизмен на тебе, те оставят да се мачи сам. Ако го научиш твоето дете дека Аллах Джелешану му наредува на него да ти биде тебе послушно, да те респектира, да не го открива неговиот глас према тебе и да не ти каже ни уф, тоа си успел. Ама ако го одгоиш, како таа Европа, првиот момент кога ќе добие сила во однос на тебе, ќе те однеси во дом и ќе те заборави на тебе.
И во суден ден на крајот, браќа, во суден ден, знај, твоето и моето дете нема да имаат милост према мене. Ќе кажат, ја Аллах, овој не ме советуваше, овој не ме поучи во намаз, знај дека ќе биде вака. А дали тоа ќе се упати или нема да се упати, тоа не е во наши раце. Што е во наши раце? Да ги употребиме сите методи и средства за да ги одгоиме на правиот пат, да ги одгоиме онака како барат Аллах Джелешану од нас. И ако ова го направиме, нашата обврска сме ја завршиле. Фудейл ибн Ияд ги одгојувал неговите деца. Големиот дел од тие деца после него биле големи алими. Ама во еден период од животот ги одгојувал и немал што да прави повеќе. И рекол, ја Аллах, ти знаеш јас дека употребиш све за моите деца да ги одгојам, да ги упатам, тие се во ваква состојба, ја Аллах, ги препуштам кај тебе, ти одгој ги вишани. Дали ние ги дадовме сите механизми, ги употребивме од нас, сите средства што ги имаме расположливи, за да ги одгоиме нашите деца, секој нека пресмета на себе си и знај дека твоето дете нема да биде милостиво во суден ден спрема тебе. Аллах Джелешану да не поправи на сите, Аллах да ја поправи состојбата на нашата младина, Аллах да ја направи нашата младина да биде гордост, да биде понос за овој ислам, за овој уммет.